Преку песни, игри и ора, синоќа Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничкото друштво Бранко Чајка од Тетово го прослави својот 25 годишен јубилеј. Свеченото одбележување започна со една македонска и една српска песна во изведба на пеачката група на Сдруженијето, а под раководство на магистер Љубица Бојаджиевска. Целовечерната програма всушност беше едно разлистување на споменарот на сеќавање на Сдруженијето. Преку кратки видеоматеријали се сетија на поважните нивни искуства, предизвици, но и на хуманитарните акции кои ги имаат реализирано. Драги пријатели на Сдруженијето Срби и македонци во Тетово, кој и да е овде меѓу нас и како го доживува како свој, посебно ако си присутен од самиот почеток и си во жижа на збивањата последни 25 години, тоа е една четвртина од векот. Поштовани пријатели, дами и господо, нека сетам овој 25 годишни јубилеј Удруженијето Срби и македонци. После бомбардирањето на НАТО на Србија и Црна Гора и во Косово, од тие тешки моменти за луѓето во Косово, ние организираме многу хуманитарни акции. Можам да кажем дека овие хуманитарни акции нас многу не помогна и Македонската православна црква. Друштвото на Македонската православна црква беше милосрдие. Председник беше покојни владика Кирил. Кога го се обративме, 800 килограми на прехранбени артикли, облека и хигиенски средства ни дадоа за помош на Србија. Учествувавме во многу крводержителни акции, како од нашите членови беа крводержители во Грачаница, во Чачак. Имаме многу добиени повели издадоцки и Светосавски повели. Светосавската повеля е највисок ранг, после тоа Видодотската повеля. Свечениот концерт беше збогатен со учество на женското трио Шербет, тетовските фолк пеачи Ибуш Ибраимовски и Драгиша Аврамовски, а со своето присуство членовите на Сдруженијето беа почестени и од културно-уметничкото друштво Цветко Грбиќ од Штрпце и од ансамблот за народни песни и игри Јонче Христовски од Скопје. Srce me boli.
кажано дека во радоста е тажно ако се радувате сами. Затоа пред се сакам во свое име и во име на членовите на Сдруженијето да ви се заблагодарам на сите кои одвоивте дел од своето време и дојдовте тука заедно со нас да ја споделиме оваа радост. За Сдруженијето на Срби и Македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово, оваа 2017 година представува година на голем јубилеј, 25 години постоење и успешна работа. Со право можеме да бидеме горди на тоа што Сдруженијето изминатите 25 години со своите активности остави траги во мозаикот на културата на Тетово, Македонија и надвор од низините граници. И сепак, и покрај сите прилики настојува и успева на свој начин и натаму да биде составен дел на тој ист мозаик. Синочешното одбележување на 25 годишнината од основањето на Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничкото друштво Бранко Чајка, беше поддржано од Министерството за култура на Република Македонија. Десетгодишно дете од Гостиварско е пренесено на скопските клиники откако се само повредило играјќи со куршум. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, вчера околу 21 часот во Гостиварското село Зубовце, во куќата на неговиот дедо, 10-годишен малолетник додека бил сам во една од собите, со леткум загревал куршум од гасен пиштол во пределот на капислата, при што истиот пукнал и му нанел повреда во пределот на показалецот на левата рака. Повреденото дете е пренесено во медицински центар Гостивар и по укажаната лекарска помош е пренесено во медицински центар Скопје. Увид на лицеместо извршила екипа од полициската станица Гостивар. Проблемите со срцето и крвните садови кај населението се почести и позагрижувачки. За среќа и медицината развива своји методи за справување со нив. На оваа тема разговараме со доктор Шпенти Дризи, интернист-кардиолог во клиниката Жан Митрев. Докторе, кажете ни, колку е напредната кардиологијата, кога веќе се напреднати сите медицински науки? Слободно може да кажеме дека кардиологијата и посебно инвазивната, интервентната кардиологија во последните децении може да кажеме дека се тие гранки на медицината која навистина направиле револуција во овие 2-3 децении. Може да замислите дека денеска повеќето процедури кои се изведуваат, нели пред 20-30 години некој пациент што имаше проблеми со срцето, единствен проблем беше да се отвори граден кош, да се направи операција и да се решава проблемот. Но и тоа не беше прифатливо за многу пациенти и многу луѓе не сакаат да се оперират. Но за голема среќа во овие последните 20-30 години имаме извореден напредок на интервентна кардиологија, каде што без да се отвори градниот кош, само со една пункција на едно од артериите на периферијата или од раката или од ногата, се влегува со специјални катетери до срцето, без да се отвори градниот кош, се влегува во срцето, се откриват што е проблемот на болното срце и се преземат потребните се поставуваат стенти, се ставуваат разни чадорчиња, разни направи, балони и така натаму. И на тој начин се решава проблемот на болното срце со многу помалка инвазија, значи без да се отвори градниот кош, тоа е многу помалку и матретирање на пациентот, со многу помалку хоспитализација, значи фактички повеќето процедури што ги правиме ние со интервентната кардиологија, имаме само 24 часовна хоспитализација.
Па за еден ден доаѓа пациентот, се направиме потребната диагностика, интервенираме и утредента пациентот оди дома, значи без она класично отворен граден кош и така натака. Значи може да кажеме дека навистина интервентната кардиологија има извореден напредок и тоа е голема среќа за сите нас што со вакви мала инвазивна процедура може да ги решиме проблемите на болното срце. И покрај очигледниот напредок на науката, смртноста од кардиоваскуларни заболувања е се уште висока. 2/3 од сите смртни случаи се должат на кардиоваскуларните заболувања. Дали тоа е поради недисциплинираноста на пациентите? Па да, видите, срцевите заболувања, кардиоваскуларните заболувања, дефинитивно тоа е докажано дека тие се болести на современиот живот, современиот начин на живење, современиот начин на исхрана, современиот начин на работа. Ние сите знаеме како денеска се храниме. Значи се употребува имаме преголемо внесување на сол, преголемо имаме внесување на калориска исхрана. Потоа нашиот начин на работа се повеќе е седечки начин, стресот е секојдневие, така што и кога на ова се надополнува и некои наши навики, например, као што се пушењето, као што употребата на алкохол и така натака, и кога на ова и се дотава и нашата ангажман за болестите, нашата дисциплина воопшто во овој регион, може да кажеме дека луѓето на доктор се јавуваат само кога имаат големи проблеми. Многу тие симптоми што се као предзнак за некоја болест не ги занамеруваат и не се јавуваат на време на лекар, и тоа е многу една состојба која треба и работиме во последно време тоа да се подобри. Мора да внимаваме, мора да го подигнеме свеста на луѓето, дека не само кога сме болни да одиме на лекар, него кога и да не сме болни треба да одиме да го провериме нашето здравје, посебно кога се работи за кардиоваскуларните заболувања. Тоа е докажано дека 80% од срцевите заболувања може да ги превенираме ако ги откриваме некои ризик фактори кои ги имаме во нашето тело и може да ги идентификуваме. Тогаш присуството на тие ризик фактори не значи дека е болест, но може да настане болест. Например, пациент што има висок крвен притисок, пациент што има високи масти во крвта, тие се состојби кои што немаат никакви симптоми. Ако не одитеш на лекар да го мериш притисокот или да направиш една лабораторија, не можеш да знаеш дали имаш таква состојба. Многу е важно, значи, да се подигне свеста, мора да го преземаме одговорноста за нашето здравје во наши раце и не секогаш ние мора да ги обвиниме докторите за нашето здравје. Значи, многу е важно да се ова и се во последно време ние работиме во тој правец да се развива овој дел на превентивната кардиологија, каде што треба да го откриваме состојбите пред да настане болеста. Кажавте колку е важно раното диагностицирање на кардиоваскуларните заболувања. Што е со пациентите, како тие да се придржуваат до препораките на лекарите? Па многу е важно, видите, кога се работи за срцевите заболувања, тоа е сосема една друга природа. Тоа не е као, например, да кажеме слепо цево да оперираш и потоа никогаш не треба да го видиш хирургот кој те оперирал. Кога се работи за срцеви заболувања, не е само ние например во нашата институција Жан Митрев клиник ги оперираме, поставуваме стентови на артериите на срцето, но со овие не е завршена битката со кардиоваскуларните заболувања, бидејќи ако тој пациент што опериран, што му е поставен стент или е направена некоја друга интервенција, ако не се придржува на некои правила, ако не прави редовни контроли, самата операција, сама интервенција е многу краткорочна. Ако сакаме да операцијата биде успешна и да ние да имаме нормално преживување, многу е важно да се придржуваме на редовните контроли кои се прават на кардиолог, редовно следење на состојбата на пациентот со правење на лабораторија, следење на крвниот притисок, следење на мастите на крвта. Мора да внимаваме некои навици, значи не е дозволено еден пациент, например, кој што е опериран или имал инфаркт, да се врати на состојба као што порано живеел, он да продолжи понатаму да пуши, да има висок крвен притисок, да има високи масти во крвта, да има прекумерна телесна тежина и на тој начин мора да се придржава и да биде во стална контрола со кардиологот кој го следи.
Напредокот на кардиохирургијата овозможува решавање на некои проблеми со срцето кои порано беа фатални по животот. Кажете ни кои од овие нови методи се применуваат кај нас? Ја може да кажеме дека сите ние треба да биде среќни, дека во Република Македонија нашите граѓани со ништо не се инфериорни во однос на европската популација кога се работи за третман на кардиоваскуларните заболувања. Затоа што сите техники кои што и најновите кои излегуваат, сите повеќето ги применуваме еве во нашата институција Жан Митрев клиник, каде што повеќето интервенции на кардиоваскуларните заболувања ги правиме на највисоко ниво и сите ние сме среќни за тоа и тенденцијата да правиме единствено што не правиме, например, тука не се прави, не знам дали тоа пративте и по медиумите имавме, дека еве сега покренуваме иницијатива и за трансплантација на срцето. Ние како институција сме спремни тоа да го правиме, но треба уште некои други фактори во државата да се ангажира, да се тоа реализира, иначе може и трансплантација да направиме без никакви проблеми, да им се овозможи на луѓето кои се во терминална болест на кардиоваскуларни заболувања да се направи трансплантација. Така што ја мислам дека во догледно време и тоа ќе биде, додека другите процедури кои се прават во светот, значи сите, скоро да кажеме над 95% ги правиме тука во Македонија. Клиниката Жан Митрев и поликлиниката доктор Мацура Тетова имаат повеќе годишна соработка. Доктор Идризи, вие се грижите за пред и постоперативните процедури кај пациентите. Кажете ни што се можат како услуга да добијат од вас пациентите и како да ве најдат, во кои денови доаѓате во поликлиниката доктор Мацура? Нашата цел е да бидеме што поблиску до нашите пациенти. Тоа е целтата на оваа соработка. Ние со години соработуваме као институција Жан Митрев клиник со поликлиниката на доктор Мацура и навистина една многу убава соработка, затоа што многу е важно, како што кажав, пациентите кои што се третирани да се понатаму следат. На тој начин тука доаѓаат пациенти кои што се оперирани во нашата институција, оперирани кои се стентирани, на кои се направиме некои други интервенции и така натаму, но тука доаѓаат и пациентите кои што сакат да знаат за нивниот статус кардиоваскуларен проценка на срцето и крвните садови, пациенти кои што сакат второ мислење во однос на кардиоваскуларните заболувања, така што во овој дел ние може да кажеме дека со соработката ни е многу добра, бидејќи и самата поликлиника тука е обезбедена со многу добра врвна технологија. Тука имаме најновиот апарат, ултразвучен апарат за 3D смарт технологија, најновиот апарат, последниот збор на General Electric, така што имаме многу добар апарат со кој што може да диагностицираме минималните промени на срцето. Овие апарати овозможуваат една прекрасна визуализација како на мускулатура, така на валвулите на срцето и на некој начин со многу прецизно и јасно може да диференцираме за каква состојба се работи и повеќето ги третираме тука, даваме терапија, ако е потребно потоа може и дополнително некој друго испитување ако е потребно, може да продолжиме и во нашата клиника, но повеќето тука значи им даваме она што се вика, прво се поставува диагноза, се дава терапија, се дава препорака и многу е важна едукацијата. Не е само да даваме лекови, значи многу е важно да се едуцира тој пациент како тие лекови да се преземат, што треба да се придржава и да се дојде на редовни контроли. И што се однесува до ова соработка во овој регион, значи многу сме ние задоволни со оваа соработка затоа што нашите пациенти ги следиме, ја следиме нивната состојба и навистина ваков начин е успешно и на кој начин ги превенираме и некои нови срцеви збиднувања. Ви благодарам на разговорот. Кај нас 26 години најголем проблем е политичкото влијание, односно политичката зависност на судството од извршната власт. Потребни се реформи кои нема да бидат лесни, луѓе и одлучност да почне да се става крај на тоа, вели Дане Илиев, поранешен председател на Врховниот суд, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ако се бара да јас дадам оценка по она што имам сознание од средство за информирање и некои пресконференции на луѓе кои се членови на комисија за
реформи и изјави на министерот за правда во некои сегменти кои беа оценка и во Брисел, реформата испаѓа непотребна. Во некои сегменти е значното површински што треба да се реформира, но суштински немам конкретни сознанија што ќе носи тоа. Ја слушав излагањето на господја Данева од правниот факултет и да ви кажам право не бев во состојба да разграничам да сатам што намера има да реформираат, кои се правците на реформата и така натаму, така да дефинитивно оценка на таа стратегија не можам да дадам, освен на некои делови кои што сметам дека се начнати, а нема правци кон остварување на истата. Кои се според вас клучните сегменти во кои што треба да се делува за да се врати владењето на правото во земјава? Па, тоа е пошироко прашање, односно поширока област. Мора да се тргне од детектирачките фактори кои го загрозуваат владењето на правото, односно кои го доведува судството на ово дележа. Тоа се носителите, односно оние што најтреба се грижат за независно, тоа е судскиот совет. Овој судски совет, како таков, покажа. Од првиот момент, јас имам изјава, од првиот состав, дека тој е монструм, дека тој не води сметка за она за што е основа. Иако има покажување на тогашните кои портска власт, не знам кои беа, дека се брза со тоа, дека не е така едноставно да се воведе таков систем. Не се послуша, се воведе и од самиот почеток позицијата на политичко влијание во изборот на судиите и нивниот статус се наметна со присуство на министер, со присуство на кадри кои не беа за судскиот совет, со проблематични избори на кадрите од тогашниот првиот и судски совет, со него конституирање во недоволен број, немаше број избрани на членови и така натаму. Сето тоа се провлекува до денешната состојба со тој судски совет во кој луѓето не знаат што работа таму, не знаат зошто се таму, освен да спроведуваат некои политички влијанија, односно избори кои не соодветствуваат на потребата на судството. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со Дане Илиев, поранешен председател на Врховниот суд, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Со резултат од 88 наспрема 57, кошаркарскиот клуб Тетекс од Тетово вчера на домашен терен ја совлада екипата Црн Дрим од Струга. Со оваа победа всушност кошаркарскиот клуб Тетекс ја одбележа 65 годишнината од своето постоење. Според тренерот на клубот Славчо Марковски Чаве, станува збор за рутински изигран надпревар со сигурна победа, за која придонеле сите кошаркари. Марковски се надева дека и во наредниот период ќе постигнат уште подобри резултати, извојувајќи победа на гостински терен. Во новата сезона Тетекс ќе настапува со истата екипа од минатата година, а во матичниот клуб се враќаат двајца играчи кои настапувале за други екипи низ Македонија. Првиот надпревар со екипата на Црн Дрим од Струга се играше во салата на економското училиште во Тетово, терен кој ќе биде ист за цела сезона. Следниот надпревар на кошаркарскиот клуб Тетекс е нареден викенд со Водњански Лисици во Скопје, а по него дома ќе се игра со Карпош Соколи.